Сака избори. Еве им ги изборите и сега со ваша помош ќе срушиме ова оградба што ја склепаја во 100 чекори. Треба да ги рушиме. Цигла по цигла. Со секој ваш глас. На Македонија не и требаат чекори. Туку само 10 одлуки. Ние, Сонцето, коалицијата знае како. Знаеме како да го сочуваме името и како да ја сочуваме државата. Како достоинствено и честно да се договориме со нашите сограѓани албанците. Како да го совладаме трговскиот дефицит кој како портокалово сидро не влечи надолу. Како да донесеме нов правичен закон за работни односи кој нема да создава стечајци. Ние знаеме како да ја завршиме и приватизацијата и да овозможиме дерегулација на економијата. Како да обезбедиме повеќе домашна енергија наспроти грабежот на векот со електричната енергија кој сега и во овој момент се случува во Република Македонија. Како да ја направиме нашата држава поефикасна, за да му служи на граѓаните, да ви служи вам, наместо феодалниот однос кој сега државата го има кон вас. Да обезбедиме слобода, да обезбедиме пат ни светот без визи. Драги мои, бев министар во коалициона влада на ВМРО, но националните чувства што тогаш ги промовираа, ги нема таму. Тие се антимакедонци. Националните чувства сега се тука, пред мене и овие зад мене. И овие луѓе со тие чувства ќе ја внесат Македонија во НАТО и во Европската Унија за 6 месеци. Тоа е патриотизам Груевски. Да го внесеш македонскиот народ во Европа и таму да го обединиш. Ќе им порачам на коалицијата за Македонија, ако се воопшто за Македонија, најмалку што може да направат за Македонија, да му забранат на полицаецот Павле Трајанов да зборува за патриотизам во пишани електронски медиуми. Зошто? Затоа што тој не знае што е консензус, што е компромис, со кого, зошто и како и неговиот премиер. Побегна од лустрацијата како Кодош и сега веќе не лустриран. Работи за туѓа агенда, а не за Македонија. Од слепиот национализам и лажниот патриотизам дури и Србија се откажа. Одлуката на српскиот народ на изборите во неделата да раскине со 19 век, да раскине со шовинизмот, да раскине со четништвото, го отворија патот кон Европа. Србија веќе влегува во Европа. Ќе останеме ли ние овде заточеници на Балканот, во балканските зандани на слепата послушност и патриотизмот? Не! Не сме да го испуштиме чекорот. Дојдовме до прагот на Европа. Уште пред 2 години и тука заглавивме. Талкаве во место, па и Србија не помина. Дури и наследниците на Милошевиќ ја сватија пораката на Европа. Само Шешелј и Груевски останаа на Балканот, нека си останат таму. Вие гласајте за Сонцето, за Европа, каде што ни е местото меѓу демократските народи. Деновиве во Македонија се пука од топови.
секоја политичка понуда што ја носат топовите завршува со геноцид врз слободата, демократијата и државата. Секоја политичка понуда што доаѓа со автобуси е насилство врз правото на избор на граѓаните. Така нашите каудилји наместо европски создаваат крепостни граѓани и подчинети луѓе. Погледнете во Кратово, видете го здравството, државната управа, економијата. Сите се феудален посет на фамилијата. Не лажат и не обсипаат со безброј лаги. Кажуваат ни требаат универзитетски центри, меѓутоа што ги отвараат незавршени студенти. Не ни требаат високообразовни центри, ни требаат прави универзитети, европска наука. На незавршените студенти им требаат вечерни школи. Белки затоа во Кочани правниот факултет го ставија во вечерната школа. Владко, ова ти е последна шанса да завршиш факултет. Дојди овде во Кочани, во вечерната школа. Ама земи го со тебе и твојот колега Илија Димовски. Ве лажат дека нема да тргуваат со гласовите на ромите, србите, турците и власите. А што мислите? Зашто ги прикрпија нивните лидерчиња? За да ве продадат. Лаже Груевски. Сака да се соочи, вика, со граѓаните. Затоа ги шета своите автобуси да му прават друштво. Да му прават друштво да не ги гледат другите граѓани. Овие граѓани, ова сонце, затоа што од нив се плаши. Тој бега од вас, ние не. Овде сме сочени со вас, не ни требаат автобуси, сами дојдовме кај граѓаните. Јас, Ѓорѓе Ровчанец, граѓанин сум на Република Македонија, господине Груевски. Сакам и барам да се соочам со вас. Дојдете. Ве чекам. Каде ќе кажете, кога ќе кажете. Ама да има дебата и да се сочиме. Да види народот дека лажеш. Неизмерно лажеш. Лаже и се крие зад референдум. Зошто ни е референдум? Ние не сакаме да го смениме уставното име и нема да го смениме. Оваа наша генерација не може да се изјаснува за името. Таа на тоа нема право. Нема мандат. Нито од генерациите што извојува и го извојува македонското име, ниту од генерациите што допрва ќе живеат со тоа име. Од каде му е мандат на Груевски да ве повикува на референдум за промена на името и безочно да ве лаже и манипулира? Сакаат референдум затоа што немаат стискавец за одлука да донесат државничка одлука. Меѓутоа ова сонце има лидер. Има лидер која донесе Македонија до портите на Европската Унија. Има лидер кој знае, кој има капацитет, кој знае што е диалог, што е консензус, што се пријатели и што ги знае потребите на граѓаните. Таков лидер може да направи исчекор и да не внесе во Европа. Радмила Шечеринска е идниот премиер кој не внесува во Европа.
пошто многу сака референдум, овие избори да ги направиме референдум за европскиот пат, за сонцето, за победата на Република Македонија.